Почитувани, оваа ужасна слика позади нас реално го отсликува струшениот здравствен систем во Македонија. Оваа амбуланта е руинирана, граѓаните не добиваат квалитетни здравствени услуги, а лекарите немаат основни услови за работа. Амбулантата е изградена по земјотресот, е собственост на Министерството за здравство. За тоа колку министерот има вложено во овој објект, може да посведочат овие фотографии. Лекарите работат во нехумани, нечовечки услови и се постојано под страв за нивната безбедност. Ваквите услови за работа се само една од причините зошто дури 200 лекари годишно си заминуваат од нашата земја. Покрај тоа што амбулантата треба да ги задоволи капацитетите на жителите од Ѓорче Петров, ова е единствениот здравствен објект кој треба да ја покрие и општината Сарај. Сарај ја сочинуваат 34 села и околу 40.000 жители. Пред само неколку години, оваа амбуланта имаше советувалиште со вакцинален пункт за бебења и деца со педијатар, кој што повеќе ги нема. Имаше школска превентива и систематски преглед со специјалист по школска медицина. И таа повеќе ја нема. Сега децата ги вакцинираат општи доктори, но не повеќе во овие простории. Ова е реалноста на здравството во Македонија и зошто земјата се наоѓа на последно место во Европа по здравствени услуги. За Никола Груевски здравството на граѓаните не е важно. За него важни се само тендерите и провизиите од спомениците тешки 630 милиони евра. Со 630 милиони евра за споменици ќе се решат сите проблеми во здравството. Корупцијата и криминалот на власта во заминување е на директна штета на здравјето на граѓаните. Кога СДСМ ќе преземе одговорноста што ќе ја дадат граѓаните, ќе ги промени приоритетите и парите ќе ги насочи кон решавањето на проблемите во здравството во интерес на граѓаните.